не треба да чекаме само Свети Трифун да ни помогне, него напротив да ни помогне да немаме временски неприлики, да немаме мрзнења, да немаме суши, да временските прилики бидат онака како што треба, а она што е наше е да ги премениме сите агротехнички мерки, како што реков, за да добиеме едно квалитетен род со кој што ќе бидеме конкурентни како на европските пазари, така и на светските пазари. Имајќи во предвид дека Македонија веќе производството на вино е во толкови количини што Балканот, Европа се мали, веќе почнаме, како што знаете, Америка, Кина, Русија да извезуваме и во тој правец, како што реков, и другите земји работат на овој план. Понудата е голема и само оние винари кои што ќе произведат квалитетно вино, тоа ќе се продаде. Затоа, уште еднаш потенцирам, сите ние да се ангажираме, да помогнеме, да направиме квалитет кој што е препознатлив, но секако дека треба со секоја година да го напредуваме. Така, вие знаете дека ние минатата година и направивме измени во законот, така што на 3 пати ќе се исплаќаат побарувањата на лозарите. 20% што беше до 15 декември, сакам да информирам дека со тој рок 46% се исплатени, значи, лозарите. Тоа значи дека она можност што беше дека во готово може да се плаќа со таму до 10% помала цена, така да повеќе винари го имат веќе исплатено грозјето, односно до крајот на јанари 46% исплатени. Очекуваме дека сега втората рата, која што е 40%, винарите, нашите разговори што се дека со винарите, ја што ги имав разговорите, дека се спремни, дека ќе ја платат и секако секоја винарија која што нема да го плати, да ја плати ратата, знаете, законот е ригорозен, се одзема лиценцата, се блокира извозот на вино и така натаму и така натаму. Но во секој случај, затоа сум за денеска дојдов, сакам да поразговараме со лозарите, да им управо и најголемата болка што е на лозарите да им се исплати она што ќе го продадат, имајќи во предвид дека се од 2010, 2011, 2012 има одредени винари кои што тоа не го имат исплатено. Практично со измените во законот што ги направив минатата година, тој проблем веќе нема да го има, бидејќи секоја винарија која што до 30 април нема да ги исплати средствата на лозарите, практично оваа година нема да добие лиценца, не може да откупува. Односно, не може да откупува се додека до последниот лозар не биде исплатен. Така да тој проблем што се провлекуваше во минатото ќе го нема. Но секако дека сакам сега да поразговараме околу тој проблем, доколку некоја винарија отиде во стечај, не може да ги исплаќа не може да ги исплати тие лозари од кои што откупила грозје, да видиме да најдеме системско решение, се со цел да лозарите ги заштитиме, да она грозје што го продале по цена која што е договорена, да истото бидат надоместени дали од државата, дали од самата од тој стечајни, од стечајна постапка што се води, во секој случај државата е таа која што ќе да најде системско решение да лозарите си ги добијат парите за грозјето што го дале на таа винарија.